Здраво, дечки! Ова е Forting E7 REV. И со ова се решава една дилема која што во последно време се поставува како прашање. Можеби днината со сите овие измени не е во моторот со внатрешно согорување со бензин или дизел. Можеби днината не е ни во хибрид, не е баш тоа. Плагин хибрид, одлична комбинација, но искрено скапо кошта цел тој систем како што го знаеме до сега. Целосно електрично возило, интересна идеја, но ни треба многу навика, многу време, многу добра инфраструктура. И на крај, можеби иднината е токму во ова, во REV, Range Extended Electric Vehicle. Тоа значи нешто се од тоа што до сега го кажав, ами ништо од сето тоа. Но, прво ќе ве замолам да направите subscribe, бидејќи искрено многу ми значи вашата подршка, бидејќи на таков начин каналов ќе почне да расте се повеќе и повеќе како што во моментов растеме. И на таков начин ќе ви прикажам многу поинтересни возила од сето ова до сега што го гледаме, а на таков начин и вие ќе знаете што точно купувате. Пред онака да го објаснам целиот тој систем REV како функционира, мора да ви кажам дека јас искрено сум огромен фан на E7 како модел. Ви го имам покажано и претходно во целосна електрична верзија, но морам да ви кажам дека дизајнерски ми еден од омилените, изгледа толку моќно, толку представително и искрено за мене, не знам вие како го гледате, но за мене има дизајн кој што ми прави баш да сакам да го имам и баш да сакам да го возам. Многу представителен, многу моќен, многу агресивен, многу луксузен од истата страна. Дефинитивно странично вака кога го гледаме, кога ќе видиш таа закривеност на кровот и кога ќе видиш дека всушност внатре целиот овој дел е стакло. Се фасцинираш едноставно од каква кривина има, какви детали има позади, задниот дел, колку е сето ова елегантно некако направено, за да има подобра аеродинамика, да изгледа поинтересно. Мислам, дефинитивно јас сум фан на овој дизајн. Можеби на тркалата би ставил еден дистанцер за да се истакнат малку повеќе. Тоа сум јас, не мора значи дека така треба или дека му фали. Едноставно тоа е мојот вкус. Но дизајнерски со овие LED светла напред позади изгледа фантастично добро. Да, тука е затворен бидејќи на крајот на денот се води како плагин хибрид и му треба да има подобра аеродинамика. Дизајнов од логоа, од све лудило. Реално лудило и внатре, бидејќи освен што изгледа така убаво надвор, изгледа убаво и внатре. Мислам, види само бојава колку е добра, колку многу му прилега, колку луксузно изгледа. Седиштава, формава на седиштата колку е многу убава. Дефинитивно мора да се истакне дека ова е напа кожа и се чувствува колку е добра кожава и се чувствува колку е се убаво квалитетно сработено овде внатре, колку сите материјали се меки. Мислам, нема да се разочараш во ниту еден дел каде и да чепнеш. Да, можеби тука напред е нешто подцврста пластика, но нема да се разочараш во ниту еден момент бидејќи се убаво квалитетно направено. Дури и мојот психолошки проблем кај што ги пратам сите линии, дали се во истата линија, на истото ниво, со врати, шалтабла напред, сегде е исто, истиот гап го има секаде, така да многу внимавален на детали. Ми се допаѓа овој дел тука што е како дрво и комбинацијата бело со црната пластика горе и дрвениот дел, многу елегантно, многу луксузно изгледа, убав волан, пак ќе кажам, убави седишта, многу убав интериер. Да, многу футуристички, многу модерен систем, многу модерен дизајн, немате копчиња, ниту едно физичко копчиње и тоа сум го критикувал во одредени модели. Искрено, нема тука да го критикувам, бидејќи се она што ти е потребно, можеш да го ставиш како шорткат тука преку воланот и да го користиш, така да апсолутно лесно се снаоѓаш и лесно се навикнуваш, што искрено ми е многу битно. Дополнително на тоа, она што не го очекував, тука горе имате копче, вентилација, со еден клик стискаш до климата и веднаш се вклучува или исклучуваш. Тоа е добро, тоа е паметно размислување. Тоа ми се допаѓа. Инаку сите други функции се преку овој 14,6 инчен екран, доста голем, доста прегледен, добра графика, можеби респонзивноста не му е на многу високо ниво, мислам одлично брз респонзивен екран. Во одредени моменти знае малку да има некое закаснување, но добар, многу добар систем.
прегледан оно што ми се допаѓа. Напред пред возачот имате 8-инчен екран, што е многу добро. Ги имате сите информации кои што ви се потребни. Ќе приметите дека нема ниту едно копче, па дури ниту за старт, бидејќи вратата е сам контакт. Што ја затворите, се движи електронско и седиштето, притискате на кочницата, веќе тука пише already и само ставаш во брзина кај што сакаш да се движиш. Дополнително мора ги истакнам, овие рачки тука се фантастично добри, квалитетни, многу ми се допаѓа целиот интериер. Од практичност тука имаме две остави за телефон, од кои што едниот е бежичен полнач и е со ладење, две остави за шише, под овој убав наслон за раката има и голема остава, а уште една голема остава има тука доле, кај што имаме и два USB порта, како и 12 волтен приклучок за струја. Убави остави во самата врата, многу ми се допаѓа. Овој детал тука исто така многу ми се допаѓа, тоа е со ова стакленце кој што е направено на магнет да се отвара, многу убаво. Ова сум го видел во Тесла, панорамата види. И да, ќе приметите дека нема електрична завеса позади, но тоа е така од причина што е направено ова стакло е како фотогрей. Колку повеќе сонце има, толку повеќе се затемнува и во ниту еден момент нема да почувствувате дека ви треба завеса. Иако позади во багажникот имам завеса која што се става рачно, но јас не почувствав потреба. Ако долго време ми стои на сонце, пуштам клима и веднаш почнува да се лади стаклото, така да многу интересно. И да, во оваа опрема имаме ладење и греење на предното возачко седиште, греење на совозачкото и греење на воланот. Така да убава опрема, а сега да видите позади како е, дали има убав простор ради тој покрив. Прво мора да истакнам дека доволно широко ми се отвараат вратите. Фреймлес се, дури и задните врати изгледа многу секси, но има тука широк праг и иако широк, убаво се влегува внатре, не ви пречи овој простор тука на главата. И гледате, сега имам и капа и повторно имам простор за главата. Еве и без капа имам доволно простор за главата, не ми пречи апсолутно тоа што е закриен, туку баш ми е поубаво. Колку е многу убаво со панорама и дефинитивно ми се допаѓа што нема никакви попречни елементи од кровот. Тука е цело убаво отворено стакло, многу убаво делува. Кожата исто така тука и позади, многу убаво ми се допаѓаат наслониве за главата, ми се допаѓа како седите, убава позиција, дефинитивно многу убави седишта. Ми се допаѓа исто така што и овој дел тука доле е доволно широк и не е пренизок како што знае во некои електрични возила да биде ради батериите, туку баш убаво се седи. Имам замерка тоа што седиштето во моментов како што спуштено најниско доле за да можам јас да имам подобра возачка положба напред. Во моментов немам многу простор за да ги движам нозете напред-назад, за да ми биде уште покомотно. Имам простор, не дека немам, ама немам толку комоција. Има убав простор за колената, тука пред седиштето, односно пред нозете во седиштето има две остави што убаво можете ги искористите. Нема наслон за раката, тоа малку ме подразмисли зошто. Има убави достапни Isofix куки. Овој цел дел се спушта заедно и се прави сосема рамен со багажникот натре, но тоа ќе ви го кажам за кратко. Се допаѓа што доле нема никаков тунел, е сосема рамно, а е заден погон. Доста интересно, заден погон е сосема рамно и тоа значи дека тројца патници можат слободно тука да седат и да се возат на подолги дистанции, нема си пречат лево или десно. Доле има USB Type-C, нема остава и исто така и тука се стварно многу убави материјалите и на самите врати. Горе имаме едно светленце и закачалка, нормално тука се и рачките, а ми се допаѓа светлата напред се на таж. Сега, што значи за багажникот? 541 литар. 541 литар. Мора тоа да го напоменам, бидејќи никој не очекува од ваков тип на возило толку голем багажен простор. Нормално, електрично отварање и затварање на багажната врата и она што ми се допаѓа се отвара како хеджбек. И тоа возможува многу да биде подостапен багажниот простор, бидејќи да, е поплиток ради таа форма, но гледа само колку е попрактично отварањево. 541 литар багажен капацитет, ако ова ти е малку
стварно не знам што да кажам. Убаво можете си ги поставите сите куфери или целиот багаж што ќе го носите, како што кажав, седиштата се преклопуваат и се добива рамен под и апсолутно се дуплира самиот багажен простор. Под оваа даска кој што е речиси рамна со ивицата на браникот и нормално го леснува товарањето и стоварањето на багажниот простор, под неа имате простор, тука се тие зависи, тука можете да го чувате кабелот, што е супер, и имате стварно доволно простор да си дотоварите средства, крпи и така натаму. Нема куќи за качалки бидејќи е плиток и искрено не се ни замарам, искрено многу ми се допаѓа самата форма, самиот багажник и веќе е време да почнам да го возам за да видим и другите работи со E7 REV. Ова го обожавам. Влегуваш, клучот ти е внатре или во джеб, стискаш на кочницата, ставаш во драйв и толку тргаш. Нема копчиња, нема апсолутно ништо друго што треба да го направиш. Нема замарање. Но прво мора да поставам едно прашање до ABC Brother Dongfeng, увозникот на новој бренд и новој модел. Луѓе, ја пуните вие некој пат колава со гориво? Не од негативен аспект, туку од позитивен аспект, бидејќи стварно не ми е јасно што се случува во овие неколку дена јас додека возам. Оно што го приметив, ја земав колата, да ја ставив веднаш во хибрид, за да видам што можам да искористам. Океј, ми даде некој опсек на километри и започнав со 550 километри гориво. Односно толку испланиран опсек кој што би можел да го извозам. Но, како проаѓа време, да, окей, се ресетираше потрошувачката и така натаму, но луѓе на толку километри што ги извозев, на толку пати што се вклучи бензинецот и така натаму, се потроши само, сега ќе ви кажам, точно 15%. Само 15% од вкупниот резервар. И на сето тоа, рейнџот се качи на 625 км за бензинот. Електриката, нели, се троши, се празни. Алал да ви. Немам зборови, ABC, браво, мислам. Топ. Оно што друго сакам да го истакнам за E7 REV, стварно, многу ми се допаѓа, искрено сум голем фанатик на дизајнот, како изгледа внатре надвор, многу ми се допаѓа. Пристрасен сум малце, бидејќи искрено го размислувам за мое лично возило да биде. Не го кажам ова сега ради реклами да се доближам до ABC, туку го кажам како мој личен став, бидејќи стварно многу ми се допаѓа, има некој карактер во него кој што стварно мене ми предизвикува чувство да сакам да го имам возило, да ми е кејф да го гледам на улица. Многу убаво возило и на сето тоа убаво вози. Многу мек, односно ја има таа мекост која што ја бараме, да не биде тврдо возило и да ги истресеш камењата од бубрек, туку да биде меко возило, а од друга страна да е доволно цврсто и да имаш таа контрола која што ја сакаме ние ентузијастите. Многу убав компромис, многу убава комбинација имаат направено со спојување на тие два света. Многу добро. Особено на дупки не се чувствува, јас очекував дека малку пониско возилото, дека ќе биде покруто, и самата суспензија дека малку покрута, дека ќе биде круто поминувањето на лежачки полицајци, на дупки и така натаму. Луѓе, браво. Ова многу ми се допаѓа. Треба го извозите, треба го пробате за да видите како функционира. И на сето тоа, на автопат не добивате онај јавање, клатење кој што го има препознатливо кај електричните возила, бидејќи да, батериите се исто така поставени во подот, сепак се големи 28,4 киловатна батерија, што не е мала батерија. Добро, во споредба со целосно електричното е дупло помалку, апсолутно, но сепак е голема батерија и има одредена тежина која што ја носат и тие батерии, но сепак не се чувства тоа јавење, многу комфорен автомобил, многу стабилен и убаво се управува. Можеби во одредена мера би сакал малку по добро чувство да имам зад воланот, но тоа го компензирам секој пат кога ќе оставам во некој од различните драйв мода, бидејќи има еко, стандард, спорт и спорт плюс тука во оваа REV изведба, бидејќи во електричната немаме спорт плюс.
Во Sport Plus апсолутно друго возило, друга респонзивност, други контроли. Така да кога го возам во Sport Plus го добивам тоа што го сакам. Многу тивок, многу добра изолација, многу добра изолација. Ми се допаја што, како што кажав, се фреймлес прозорите и вратите, многу добро прво изгледа, но и на сето тоа има, пак ќе кажам, добра изолација, не се чувства ништо. Во моментов работи бензинецот, бидејќи мене батеријата ми е истрошена, падната на 25 км опсек или 15% од батеријата. Јеве го сега работи, луѓе, прв пат го слушам моторот да работи, да го слушам како работи технички. Многу тивок мотор и многу добра изолација. И сега ќе кажете, добра, ама неодамна видовме нели сличен систем, што е толку многу што го фалиш тука, така натаму. Апсолутно моторот не е конектиран на никаков начин на погонската оска. Никако. Тоа значи дека како сега моторот работи исклучиво само за да ги полни батериите. Ќе го објаснам тоа за кратко. Инаку ме изненади батеријата, како што кажав, голем, убав капацитет. 150-160 км деклариран опсек има. Реално, јас не можам да приметам колку точно излезев на струја, бидејќи апсолутно цело време се труди максимално да се искористи тој капацитет и таа електрика, така да генерално 95%, не лажам, 98% од времето јас возев на струја додека го имам E7 REV на тест до сега во овие 4 дена и на овие 400 км речиси, така да браво. Тоа значи дека многу ја спушта потрошувачката, тоа значи дека многу штедлив, излегува некаде во просек околу 2-2,5 литри, тоа е мотор, дечки, потрошувачка на мотор е 3 нека биде. Реално многу ниска потрошувачка. Но ај сега го испофалив, имам и одредени критики, не е се идеално, како што кажав, прво околу екранот, второ седењето за мој кејф е малку повисоко тоа што јас би го сакал. Искрено би сакал да може степен 2-3 дода малку подоле, би ми било идеално. Ова е најниската положба за седење, иако има одлично поставување на воланото и на седиштето за да се наместите како што треба. Убаво ми е, удобно ми е, но ако имав опција да додам степен 2-3 пониско, ќе го искористев. Тоа ми е една критика, друга критика што позади е непрегледно, но имате 360 степени на камера. Камерата е супер, ви дава аголо тука од ретровизорот, особено кога вртите и давате жмигац лево или десно и на улица треба нели да се престроите, ги гледате ивичњаците од страна тротоарите и на таков начин секој пат гледате точно што се случува. Второ, добивате птичја перспектива на слика што е супер, но квалитетот на сликата и аголот на предната и задната камера малку ми е чуден и не секој пат знам до каде сум. Иако се приспособува колку поблиску се доближувате до одредени работи, така се приспособува и аголот, но ја ќе дадам критика дека можеле малку подобро да направат камерата. Но имате 360 степени на камера, имате добра прегледност, бидејќи го компензира делот што позади нема толку добра прегледност. Така да тоа е другата критика. Но перформансите 218 конски сили комбинирано. Ама мора да се објасни овој систем. Искрено мислам дека мора да се објасни убаво овој систем, REV системот, бидејќи е многу практичен, многу корисен систем и заслужува малку подетално да се објасни. И од друга страна, бидејќи се случуваат многу полемики како всушност функционира и што всушност е. REV, како што кажав, Range Extended Electric Vehicle, тоа значи дека да, покрај електромоторот и покрај батериите вие имате и 1,5 бензински мотор со 100 конски сили, атмосферес, нема турбини, од причина што моторот работи буквално народски кажано како агрегат. Тоа значи дека моторот во тие 4 различни опции кои што ги има да ги контролирате преку екранот, можете да контролирате како да се вклучува. Дали ја возите чисто само на струја, дали ја возите на струја, односно на хибрид, но струјата да има предност,
или да возите на хибрид, ама да има бензинот предност, или да возите чисто на бензин за да надополни батерии. Тоа значи дека бензинецот се вклучува во одредени моменти сам кога ќе процени дека е потребно да надополни одредени проценти на батерии и искрено тоа го прави многу тивко, нема не го почувствувате моторот, не ги крева обртајте, не значи дека е поврзан со тркалата, значи бензинецот воопшто не ги придвижува тркалата, туку секој пат електриката таа што ги придвижува тркалата, таа е кој што е главниот примат, односно главниот елемент кој што ве придвижува. Бензинецот работи само да го зголеми опсегот за над 1100 километри. Така да, многу паметен систем, многу штедлив и на ваков начин се чувствувате многу сигурни, бидејќи точиш 45 литри гориво кога што собира во овој резервар тука, ја полниш батеријата и проаѓаш некои 150-160 километри со едно полнење, комбинирано проаѓаш над 1000 километри и си апсолутно забораваш кога си го наточил последен пат. Многу добар систем, вкупно 218 конски сили. 218 не се шала, заден погон, така да продолжуваме внатре. Над 1100 километри се проаѓа без никаков проблем, никаков проблем. Заден погон, оно што е многу интересно и знам што на сите вас ќе ви се допаѓа, имате опција да го изгасите ESP системот скроз. Значи не како што некои кажуваат, да, можеш да го изгасиш и да се вклучи пак. Го гасиш скроз, добро, окей, ради безбедност во одредени моменти се вклучува помалку, но го гасиш и можеш малку да си заиграш со задницата, така да доста забавно може да биде. Од друга страна, она што го кажав за опсегот, имате 4 различни енерджи мода, кои што можете и користите за да прилагодите за да поминете повеќе километри, да наполните повеќе батерии и така натаму. Драйв модовите се тука, ми се допаѓа што имате коузи момент за тргање и застанување, односно тоа е за регенерацијата на батеријата при кочење, колку да биде агресивно, и исто така тргањето да не биде, тоа што сепак е моќно, да не биде нагло, туку како сега притискате и линеарно се забрзува. Многу паметни системи, многу убаво. Во поглед на безбедност, ги имате речиси сите безбедносни системи, но искрено ми се допаѓа што одредени системи не се така нападни, пример за титкањето во лента да ме задржи или не знам, кочење така натаму, не се толку агресивни и тоа ми се допаѓа особено на автопат, бидејќи да, вие можете ги прилагодувате во секое време, но на ваков начин едноставно е многу попрактично возењето. Да, од тука се да ни помогне, да не заштитат, но некој пат кога титкаат и се пренападни, стварно ги гасам и на таков начин немам ниту безбедност, немам ниту ништо. И не разбирам логиката зошто стоат тие системи. Имам еден момент што го приметив и не можам никако да научам како може да се изгаси, што секој пат кога застанувате на семафор, ако возилот позади ви се приближува или возилото напред е приблиско или од страна, вклучува трепкачи, 4 жмигавци. Добро, тоа е супер интересно, ама луѓето не го сваќаат моментот се уште ново кај нас да сватат дека возилата реагираат чисто ради безбедност, да потсети некој дека сум застанат и да не направиме белја, но ми реагираат доста возачи и така да тоа би сакал да имало опции, или еве јас можеби не успев да најдам каде можам тоа да го прилагодам. Ако знае некој од вас или АБЦ, слободно пишете во коментар, ако еве јас не сум успел да го најдам тој момент. Инаку екранот имате опција да го поврзете со Apple CarPlay и Android Auto без никакви проблеми, без никакви дополнителни апликации, многу убаво и лесно се поврзува, добар систем за озвучување, многу лагодно, многу комфортно. Мене колава ми остави страшно многу добар впечаток. Да, има одредени работи кои што може да бидат многу подобри. Некои работи стварно си викаме, пример, кој со екранот или камерите, зошто не сте го направиле кога стварно можете да го направите, но колава има карактер. И сите тие особини ми прават да засакам уште повеќе. И стварно, АБЦ би ве замолил, размислете некоја интересна понуда, бидејќи стварно многу ме фасцинира мене возилото, а кога сме кај понуда, треба да знаете дека возилово има многу добра понуда.
31.900 евра чини овој пакет и исто така и целосно електричниот. Значи немате разлика во цена во пакет, немате разлика во комбинација на перформанси, имате многу добра цена, 8 години гаранција и фантастичен продукт. Морате седнете го извозите и апсолутно многу ќе ми значи ако направите сега subscribe и секако пишете нешто во коментар за E7 Rev, што мислите. Се гледаме веќе наредна недела со ново видео. Чао!